Македонските туристи на Халкидики се безбедни. Нема повредени, нема жртви. Во Севири туристите се уште надвор од сместувачките капацитети, додека пак оние од Фурка го продолжуваат одморот во нивните престојувалишта. Од туристичките агенции потврдија дека турите продолжуваат без застој, а пожарите се изгаснати. И на двете места беа евакуирани граѓаните, Севири заради тоа што се уште чекаме дозвола. Мислам, посебни дозволи се потребни за влез и излез во местото. Пожарите се прекинати, меѓутоа за безбедно летувалиште официјално денес треба да се добие информација за во Севири, се уште нема, а од друга страна во Фурка уште вчера околу полнок граѓаните беа вратени во хотелите си. По синокешното драматично попладне на првиот крак на Халкидики, Македонското министерство за надворешни работи во координација со надлежните грчки власти ги упати нашинците кои престојувале на подрачјата зафатени од огнената стихија кон најблиските точки наменети за евакуација, каде биле згрижени и останатите туристи. Според информациите од дипломатско-конзуларното представништво во Солун, до овој момент вкупно 5 македонски семејства побарале помош или асистенција при евакуација од подрачјата зафатени со пожарите во Грција. МНР апелира до нашите државјани кои се наоѓаат во загрозените подрачја и имаат потреба од помош да се опратат во Министерството и Конзулатот на Македонија во Солун. Ден по пеколниот налет, сликата во погодениот регион е страшна. Изгорени куќи, автомобили, светочат за пожарот кој пеплосал над 350 хектари површина. Брзата интервенција на грчките служби спречи поголема катастрофа. Надлежните се на терен, но локалното население се уште не може да се врати во градот и натаму има опасност. Се проверуваат сите критични точки за да нема повторно разгорување поради високите температури и силниот ветар. Инаку вчера по морски пат беа евакуирани близу 500 луѓе. Во гаснењето учествуваа стотици пожарникари, интервенираа воздушни сили, како и бројни волонтери со чамци, гумени пловила. Во акцијата за гаснење полесно се повредени 2 пожарникари, а според досегашните информации нема повредени цивили. Се верува дека пожарот започнал со соборување на електричен столб од силните ветрови, но оваа информација засега не е потврдена.